Почитувани, ние продолжуваме понатаму со утринската програма. Утринава се јавуваме во живо од Сдруженијето Конект, водечка организација за овозможување на приватно донирање и општествена одговорност насочена кон ефективен и долгорочен развој на нашава земја. Ке разговарам со програмскиот директор на Конект, Виктор Мирчевски. Повод за денешниот разговор е отворениот донаторски фонд за справување со последиците од страутниот пожар кој што неодамна се случи во Кочани. Дали може, Виктор, најпрво да започнеме со едно кратко објаснување на донаторската платформа ОПОП, која што успешно функционира веќе одредено време, но за оние што можеби се уште не знаат, да кажеме збор-два за тоа на кој принцип функционира и како всушност се одвиваат сите акции кои што се поврзани со оваа платформа. Исклучително тежак ден за сите нас. Денес сочувствуваме, се поздравуваме со наши млади сограѓани и оваа катастрофа што ни се случи ќе треба многу долго време да го вратиме вистинскиот живот во тие заедници. Тоа е нешто на кој што Конект работи 17 години, да најдеме приоди како филантропијата да носиме кон развојните механизми. ОПОП МК е платформа за дигитално и безбедно донирање. Таа ги има сите, заштитни банкарски механизми и можат меѓународни трансакции да се прават во било кој момент, баш поради таа заштита што има, но многу е важно и што ние позадински работиме. Во суштина се определува законитост и работењето на секоја организација која што таму е промовирана, се проверуваат ефектите, ние следиме што се спроведува на терен и донаторите добиваат повратна информација за постигнувањата. На тој начин ја го затвораме оној круг на доварба што е многу важен во донирањето и што очигледно ни фали. Во моментот на ОПОП МК тече кампања за последиците од пожарот што се случи, затоа што тие се навистина големи и може да разговараме за кои се решенијата и што понатаму треба да се направи, а важен дел ќе одиграат и бизнисите, и граѓаните кои што донираат, меѓутоа и институциите, и граѓанските организации кои веќе се на терен и кои што навистина се многу важна алатка во справувањето со кризи. Спомнавме дека неодамна беше промовиран овој донаторски фонд за справување со последиците и веќе делумно спомнавте на што ќе се однесува. Што практично се ќе опфаќа овој донаторски фонд и ова активност која што ќе треба да се одвива и многу после самата незгода, затоа што последиците доправа ќе ги чувствувам. Да.
Во моментот течат многу кампањи за донирање. Во моментот најважна е она хуманитарна помош која што е првиот бран на поддршка. Да го држиме здравието на оние кои што се во болница, да им овозможиме дополнителни трошоци за лекување. На терен се Црвениот крст, мобилизирани се многу земји и така натаму. Но што потоа? Ние сакаме во тие фази да помогнеме особено на граѓанските организации кои што ќе работат со различни засегнати страни. Замислете како изгледаат училиштата, во кои што во училишните заедници фалат другарчиња. Наставниците ќе треба да се справуваат со тоа, при тоа да го вратат на колосек образовниот систем. Родителите и семејствата ќе треба време и време да се работи на нивна психосоцијална поддршка за да залечат траумата. На младите ќе треба да им состават простори за експресија, да најдат начин како тоа да го искажат. Затоа се тргнавме сите од учениците во Тетово, кои што направија една креативна постановка за тоа да го изразат. Многу е важно да им го оставиме тој простор на израз и ние сакаме да видиме интервенции од граѓанските организации кои што на младите ќе им се остави простор за како сакаат да ги чествуваат имињата на нивните другарчиња, да постават механизми. Слушнавме за херојски изблици што не смееме да ги заборавиме. Секако, дали тоа ќе биде меморативен парк или било што, значи младите нека си одлучат за начините на кои што ќе се работи. Таа поддршка ќе биде многу потребна во континуитет во следните години. Многу е важно во Кочани постојано да сме отворени и стручноста и од Скопје и од другите делови во земјата да ја однесеме таму. Ние во моментот сме во комуникација со колегите од Романија, каде што има сличен случај и многу е важно да учиме од тие искуства, од таа експертиза, луѓето преживеани во таа несреќа да се поврзат со нашите, затоа што само на тој начин и силно ќе се пренаси и пораката и кои се начините да се справиме, веројатно тие ќе треба со време и да се изнаоѓаат. Моментално е многу рано, се прават некои основни проценки на потреби, но потребите и како и во понатамошниот период ќе ги почувствуваме. Платформата за колективно паметно донирање ОПОП МК е една од најтранспарентните. Знаеме дека во минатото одредени групи, граѓани, па и бизнис заедници имале можеби и негативни искуства со донирањето, но Конекти ОПОП МК ја враќаат сигурноста кај луѓето. Во таа насока, колку сте задоволни од начинот на кој што граѓаните и бизнис заедницата реагира, помага и отворена кога се во прашање донаторските фондови? Пред се голем е македонскиот филантропски потенцијал. Половина и од граѓаните и од бизнисите во текот на годината донираат. Ние работиме на начин да тоа биде постратешки и да го крупниме она што се нарекува влијание во заедницата. Безбедноста на ОПОП е секако голема, но граѓаните да не се обесхрабруваат. Има едноставни начини да си проверат како може да проверат дали изворот кој што им побарал средства е легитимен. Проверете ја сметката, јавете се во здруженијето, преферирајте да донирате кон организации наместо кон индивидуалци, индивидуалците препратете ги на организациите, тоа е некој начин да се заштитите. Меѓутоа не се обесхрабрувајте. Донирањето во овој момент е позначајно од било што и е начин да покажеме и солидарноста и начин да се најдеме во решенијата на ваквите кризи. Виктори, сосема кратко, сосема за крај, колку пари се во моментов собрани преку Донаторскиот фонд за справување со последиците од пожарот во Кочани и до кога ќе биде истиот активен? Така, ние ќе оставиме кампањата и подолгорочно, до мај ќе може да се прибираат средствата, баш и затоа што сакаме да работиме на интервенции што се подалекосежни. Во секој момент може да се видат донациите, до сега 137, имаме и најава доста од бизнисите и на тој начин да формираме еден фонд со кој што ќе дадеме поддршка на вакви иницијативи што ќе го подобрат и тагувањето и справувањето со последиците што ќе ги гледаме и тек во следните години. Благодарам, Виктор, многу за разговорот. Еве, тука се одјавуваме, продолжуваме понатаму со утринската програма, која веќе стасува и до самиот крај на денешново издание.